Православните христијани денеска го чествуваат светиот великомаченик Прокопи. Многу народни претскажувања го карактеризираат денот на Свети Прокопи како тежок празник, за да не го прокопа порој полето, а жените го слават за да им се прокопцани децата. Наспроти ова, црквата сугерира дека во Божите преданија не постојат тешки и лесни празници, само големи и мали, а денешниот е еден од помалите, чие празнување е вообичаено како и сите други, со црковна литија. На верниците ѓакон Димитар Арсовски им порачува да не веруваат на суеверијата кои постојат од дамнина и да се насочат исклучиво кон она што го наложува црквата. Слободно можеме да кажеме суеверие дека празникот на Свети Прокопие спаѓа во редот на тешки празници како што милуваат да нарекуваат некои верници. Мораме да напоменеме дека во суштина во православието не постојат тешки празници. Значи имаме големи, мали и средни празници. И тоа се го дознаеме од дневната служба. Значи споменот и службата на Светиот великомаченик Прокопи ни кажува дека всушност тој спаѓа во редот на мали празници, но бидејќи му е развиен култот во овие краишта и во овие простори, важи за голем светител. Тој е голем и пред Бога и пред луѓето, но сепак тој спаѓа во неговата служба, неговото празнување спаѓа во редот на мали празници. Во овие краишта постојат некои суеверија дека не знам доколку некој работи на задушница, на празникот Огнена Марија или кај народот познат како горешници на Прокопи, дека сите оние што работат, не знам, ќе ги снајде некоја несреќа. Значи релативно живееме ние во еден голем град каде што буквално повредите таквите несакани работи, самата смрт ни е секојдневие. Вистинскиот начин на чествување на празникот е следниот. Чествува литургиски, значи со претходна подготовка, заедно на соборна молитва на литургија, доколку некој се подготвувал да пристапи кон светата причест. Значи сето друго празнување е второстепено, а конкретно во овој празник тотално непотребно ради народните преданија и традиција кои што не се во склоп со православното учење. Инаку преданието раскажува дека заедно со Прокопи биле мачени и 20 девојки затоа што станале христијанки. Прокопи ги советувал да истраат во верата и во смртта, да појдат со задоволство како да одат на свадбен церемонијал. Поради тоа што ги поврзал бракот со христијанската чистина, Прокопи се споменува во црквата при венчавањето.